Струмичанецот Костадин Мартинов успешно ги освојува маратонските километри, кои често вели дека се пократки од километрите поминати од аптека во аптека додека да стигне до финишот кутија со инсулин. Им забележува на здравствените власти дека во минатите неколку години го крателе буџетот за лицата со дијабет, а на нив се сеќавале само на денешниот светски ден во борба против дијабетот. Сепак кај нас во Македонија во последно време, последните некои 3-4 години, тргнавме некој чекор назад, затоа што од аналогни инсулини почнавме да се враќаме на хуманите инсулини, што е дефинитивно голем проблем за нас лицата со дијабет и е многу тешко да се справиме и да се носиме со тоа како правилно да го изрегулираме дијабетот. Најчесто се случува во последните 4-5 години само за денот на лицата со дијабет 14 ноември, 2 дена пред денот или ден после него да се посети внимание на лицата со дијабет. Се кратат инсулини, имаме паралелен увоз на инсулините. Тоа е, квалитетот е на ниско ниво, имаме лоши глукомери. Мартинов вчера се врати од трката во Белград посветена и за зајакнување на јавната свест за шеќерната болест. Вели дека физичката активност е третиот елемент во контролата и регулацијата на болеста. Тоа е, но сепак физичка активност, броење јаглени хидрати, можеме да излеземе на некој крај со добро менаџирање на дијабетот. Ни требат едукации, имаме веќе во Македонија неколку здруженија што упорно работат на тоа, да ги едуцираат лицата со дијабет, како да ги избројат јаглените хидрати, колку јаглени хидрати се внесува, си има формула кај секој лице со дијабет, колку треба јаглени хидрати да се внесе, колку инсулин, за да дојде некој баланс со дијабетот. Да го имаме тој просек што е гликолизиран хемоглобин, просек на 3 месеци, да не е повисок од 7 милимоли. Идеално би било секој лице со дијабет да има 6 милимоли. Една од најважните работи е спортската активност, со тоа што правилна исхрана, инсулинска терапија и физичка активност се ствара како пирамида, еден триаголник што го затвара тој здрав круг на живот. Смета дека луѓето мора да бидат свесни за болеста и последиците од неа, кои доколку не се регулираат може да бидат и кобни. Не само кај дијабетот, дека е табу тема, едноставно сите ретки болести што се во Македонија, се уште тоа е, не знам, помеѓу граѓаните неприфатливо. Во Македонија има над 180.000 лица со дијабет тип дијабетис, од кои околу 5.000 се веќе со дијабет тип 1. Има околу 200 со тип 1 што се лечат со инсулинска пумпа, кој и јас сум исто така, веќе 5-та година сум на инсулинска пумпа, но проблемот е во тоа што сепак менеджирањето од дали е фонд за здравство, фонд за лекови, не сум баш сигурен, ненавремена достава на инсулините и на сетовите. Околу 200.000 граѓани на Македонија боледуваат од подмолната болест дијабет, алармираат здравствените институции. Според светската статистика, оваа болест последните години доживува рапиден раст и од неа боледуваат околу 450 милиони луѓе во светот. Дијабетесот е болест на организмот кој се јавува кога човечкиот организам не успева правилно да го искористи и да го складира шејкерот.